Следно на нашето мени за денеска е еден панел кој што е поддржан, powered by A1 Македонија, нашите пријатели, партнери, и тој панел е модериран од страна на Дарко Булдиовски. Предпоставам дека го знаете многу одамна. Дарко, како си? Одлично. Се навикнувам на оваа нова онлайн средина некако. Денеска. Навикнување во онлайн средина више готово. Нова платформа, бе, Горец, нова платформа. Јас имам веќе проблем, искрено да ви кажам, да се одвикнам од оваа онлайн средина. Толку ми е удобно, толку ми е кози, толку си ги познавам работите, ефортот ми е горе-доле веќе искалибриран, можам да ги искоординирам и домашните работи и професионалните, така што мислам дека кога ќе треба да се префрлиме пак во кафана, тоа ќе биде малку сомнителна транзиција. Нема да имаме проблем, веруве, нема да имаме. Сигурно, меѓутоа за нас е лесно ова, затоа што ни е познато. Меѓутоа, си има нови карактеристики секако. Така е, да. Твојот панел ќе биде македонските е-трговци и отклучување на потенцијалот на е-трговија во време на COVID. Мислам дека една од работите кои што сите се мачат или се наоѓаат начин да го преведат, а тоа е повторно како да се излезе, да се преброди, да се трае, да се плови во оваа бура на COVID. И од кога ќе излезе со тоа, дали евентуално може да се добие и некаков профит во однос на загубеното во овие, колку беа, не знам, 10 месеци, ако не се лажам, 8 месеци. Па јас се надам дека во панелот што следува сега ќе одговориме на добар дел од овие прашања, и не само тоа, туку и ќе докажеме дека всушност луѓе многу брзо и многу добро се снајдат, компании, луѓе, индивидуалци или цели бизниси, мали и големи, затоа што нормално беше истакнато претходно од говорниците, секоја криза носи можности. Се надам дека сега ќе успееме да одговориме за тоа како дел од компаниите во Македонија успеа да се снајдат со овие предизвици, и дека всушност сега, нели, покрај сето негативно имаме доста позитивно од целава пандемија која што не се случи. Ти ги препуштам твоите панелисти да си ги представиш ти го препуштам екранот на тебе и со среќа. Фала ти, фала. Да, како што веќе спомнавме, значи ова ќе биде првиот панел за денеска. Добро дојдовте, добро најдовме, или како и да е, слично на сите. Моето име е Дарко Булдиовски и сум модератор на денешниве, да речеме, некои 30 на 40 минути, во кои што ќе се обидеме малку подетално да влеземе во искуствата низ кои што помина оваа година дел од трговците, односно е-трговците во Македонија. Ќе ги најавам по редоследот по кој што се напишани на официјалната програма. Значи, денеска со мене ќе разговараат Иво Стојановски од A1 Македонија, експерт за дигитална трансформација, еден од поискусните во сферата на телеком индустријата, кој што има поминато доста различни улоги во својата кариера, и сега е веќе стигна до онаму каде што нели може да испорача најмногу. Драгана Ѓокич од Групер МК, нема потреба нека специјална најава за Групер и што тие постигнаа изминативе години. Може би еден од поновите звезди, да кажеме, на и маркетинг сцената, Драган Јосифовски од Paket.mk, и секако last but not least Андреја Чаповски од Спортем, сектор во кој што, нели, доста од нас имаат некакви проблеми, односно предизвици, односно што и да е. Јас имам некои веројатно црни линии на екран, ама тоа е тоа, нели, не бива никако да биде се совршено. Добро дојдовте, мои драги панелисти. Се надам дека сте во своите канцеларии или домашни средини добро стокмени и спремни за добар муавет. Здраво, Дарко. Здраво на сите. Не знам колку ќе успееме да бидеме не толку многу формални во овој панел, со оглед на фактот дека нели сме на различни места и различно дискутираме, но ајде да се обидеме да го стартуваме овој муавет малце послободен, па ќе видиме понатаму нормално. Претпоставам дека и добар дел од публиката ќе има и прашања и ќе сака да се вклучи на еден или друг начин.
Прашање за сите, како за отварање. Значи, колку време требаше на вашата компанија, таму некаде март оваа година, да се адаптира на големава промена што ни се случи? Кои беа првите, да речеме, реакции? Како изгледаше моментот кога, нели, свативте дека нешто драстично се менува, дека првото затворање се случи на продавници, на трговски центри и така натаму? Како реагиравте вие? Значи, баш на првите, да речеме, месец дена, да кажем. Од кај ќе почнеме? Ајде, Иво повели, пошто така ве најавив. Не. Да, фала Дарко што ми даваш збор прв да почнем со овој панел дискусија. Значи, Ајден Македонија во време на ковид како компанија навистина покажа дека агилноста, односно способноста за една брза реакција се пресудни во работењето. Ние како компанија, знаете, дека имаме една голема општествена одговорност и предизвикот навистина беше голем и прва задача беше да се осигура на оперативно работење на компанијата и континуирано обслужување на корисниците беше нашата најголема цел всушност. Работата ја префрливме прво од своите домови и многу брзо го сменивме режимот на работење. Значи со станоците, колаборацијата помеѓу различните тимови и носењето на одлуки. Веднаш потоа се фокусиравме кон менување на начинот на кој што ги испраќаме сметките. Веќе знаете дека одржувањето на кеш флоуто е навистина многу важен аспект од работењето на секоја компанија и воведовме уште една иновативност во работењето веднаш, каде што преку SMS порака почнавме да ги испраќаме сметките во PDF формат. Се фокусиравме кон подобрување на корисничкото искуство во процесот на онлайн купување преку воведување на нови функционалности и воведување на функционалности на апликацијата за поддршка на корисници Мојот А1, како и воведување на автоматизиран процес за активација на електронска сметка преку веб страната на А1. Она што се случи големо кај нас е што веќе ни беа започнати одредени активности уште крајот на 2019 бевме во завршна фаза за избор на технологија за нашата виртуелна продавница, верувам дека сите од вас ја знаете. Но всушност кризата ни даде уште поголем мотив и фокус во реализацијата, така кажано ветер во грб и практично се поклопија работите што се однесува со виртуелната продавница. Втората исто многу поголема работа која што беше наш респонс беше лансирањето на Славчо, првиот виртуелен асистент базиран на вештачка интелигенција. Но сепак трудот и посветеноста на целата компанија да ги пресретне оние кориснички очекувања преку дигиталните канали, особено во време кога тоа беше најпотребно, беше навистина еден голем предизвик и голем успех за нас, за што особено се гордееме. Супер, имам серија на прашања, ама ќе го свртиме кругот еднаш, па ќе се вратиме што да запитаете. Драгана повели, како Групер изреагира? Дали имаше нешто претходно план, па само го убрза имплементацијата или реагираше онака скроз ново? Права си имавме работи кои што веќе ги разработувавме во 2019, ама како и по повеќето компании, кризата сега како и кај нас беше сериозен предизвик со кој што се справуваме. Најпрво, како што кажа Иво, сега кога работевме од дома, имаме канали на комуникација, така што тоа не беше воопшто проблем. Со оглед на тоа што сватевме дека флексибилноста и брзата адаптација се од клучна важност, уште на самиот почеток во месец март аплициравме неколку ad-hoc кампањи со цел да го амортизираме ударот од самата ново настаната ситуација. Со оглед на тоа што кај нас конкретно делот на секции патување и услуги се едни од најатрактивните и продаваните, а од друга страна пак беа и најпогодени во почетокот на кризата. Баравме алтернативни решенија, па така најпрво уште во месец март ја направивме кампањата Stay Home насочена кон едукација од дома, каде што понудивме преку 200 различни курсеви и обуки. Понатаму го лансиравме проектот Групер Food, храна до дома. Тоа беше баш проект кој што го разработивме во тек на 2 месеца и се уште функционира и го надградуваме. Веќе се приклучени преку 20 ресторани. Идејата беше на угостителските објекти да им понудиме онлайн ресторан преку платформата на Групер и можност за достава на храна до дома на корисниците.
Ова беше едно од тие адхок решенија кои што не ги имавте во план пред кризава, така или? Да, тоа се решенијата што ги разработувавме во тек на тој период, а како најсериозен проект би го издвоила Групер онлайн шопинг мол. Ова е продукт на кој што работевме напорно уназад година и пол и во тек на 2019 ја развивме маркетплейс платформата и софтверот. И всушност среќни сме што можевме баш на почетокот на самата пандемија да им понудиме решенија на голем број мали, средни, односно воопшто на бизнисите решенија да се приклучат кон онлайн трговијата и да имаат можност да отворат своја онлайн продавница во склоп на моментално најголемиот и маркетплейс кај нас. Бидејќи пакетот што го направивме и самиот продукт е многу едноставен, лесен и економичен начин фактички за секој бизнис да има своја онлайн продавница и дополнителен канал на продажба. Така што се уште супер функционира и го развиваме и понатака целата платформа. Ќе навлеземе во следната фаза малку повеќе во бројки. Драган, колкав ти е рекордот на најмногу непроспиени сати оваа пролет? Како пресида? Немам евиденција за тоа, никој не водеше таква евиденција. Како се најдовте вие, пошто бевте на удар доста, можеби едни од најголемите, нели, она удари. Позитивни секако, ама Можам да кажам после полиција и здравствени бев на прв ред. За неколку дена се смени драстично ситуацијата, се соочивме со драстично зголемена поварувачка, во некои моменти 10 до 15 пати од тоа што сме навикнати. Така што, за среќа, ние претходно 2 години градевме систем, софтвер, имплементиравме многу различни системи, како софтвер за логистика, софтвер за достава и ред други алатки кои што го прават поефикасен и по-скалабилен бизнисот. Така што тие работи многу добро ни се најдоа во тој период и успеавме за ден-два да се реструктурираме, да зголемиме драстично капацитет и главно напорите ги насочивме кон примање на нови вработени и зголемување на капацитетот за достава, односно за слотови. Така што брзо го надминавме тој капацитет од аспект на простор, од аспект на магазин и во текот на летото веќе започнавме подготовки за нов магазински простор. За 3 месеци адаптиравме, односно изградивме, адаптиравме нов магазин, каде што се преселивме од пред 3 недели и сега веќе имаме капацитет за многу поголема поварувачка, тоа што е прашање за сите. Како изгледаше подготовката за нов бранд? Ако се случи, ни се случува, или дали може би правевте сега онакво сценарио кој што ќе биде пута 3 од она што го искусивме на почетокот на оваа година? Дали се ставате на тест, барем во напред да заспиете навечер сега? Па, сега, види, и првиот бранд беше прилично интензивен и ние не можеме да кажеме колкав беше потенцијалот од првиот бранд, затоа што бевме во ситуација каде што имавме распродаја на термини за 7-8 дена унапред. Така што кога би имале многу повеќе термини, може би имале многу поголема поварувачка. Веројатно имаше голем дел од купувачите кои што доаѓаа полнеа кошнички, сваќаа дека нема слободен термин или дека треба да чекаат 7 дена за да им се достави нарачката и се откажуваа. Така што јас искрено не верував дека сега ќе се соочиме со поголем бранд од првиот бранд, затоа што на пролет имаше дополнителна паника која што сега нема. Сега луѓето се посмирени, мислам, кошничките се нормални кошнички да ги наречам, нема екстрени купувања, нема трупање на залихи, нема големи количини од одредени производи. Така што сега се соочуваме со зголемена поварувачка, но во рамки на нормалната поварувачка, значи не се работи за трупање на залихи и за градење на резерви по дома. Андреа, вие не продавате тоалетна хартија, тоа ни е јасно на сите, меѓутоа колку кај вас беше евидентна промената оваа проект и како вие реагиравте?
Не те слушаме. Океј. Да. Во самиот почеток, значи, нели, во март, кога почна кризата, ние бевме засегнати, за разлика од, нели, големиве продавници и моментално колегите што се на панелот, ние имаме директни продавници, нели, во сите трговски центри, и тоа буквално беше overall, добивме на сите канали. Значи, клиентите кои што регуларно си купуваат во продавница, се јавуваат телефонски, се јавуваат мејл, се јавуваат на социјални медиуми. Ние моравме во најбрз можен рок да изреагираме и да се регрупираме, за да може да се обслужат сите корисници. Направивме регрупирање во магазин, направивме регрупирање во процесирање на нарачки, значи тоа буквално беше лудница. Некоја естимација која што ние имавме планирано за раст за оваа година ги помина може би 5 до 6 пати повеќе од нашата иницијална естимација. За раст на онлайн каналот, не на вкупниот бизнес, така? На онлайн каналот, По тоа што купувачите кои што купувале во физичките продавници, нели веднаш мораше да се префрлат на онлайн продавницата и да ги обслужиме. Супер, ајде да видиме малку за бројки. Рековме дека ќе дискутираме бројки. Како изгледаат тие бројки? Како изгледаше тој раст? Не само по канали, туку вкупно. Дали вкупниот бизнис трпеше или имаше зголемување? Нели гледаме разноразни истражувања по свет, се уште немаме толку нешто релевантно локално, за да знаеме по индустрија или по тип на производи како оди. Иво, дали може би се зголеми бројот на претплати на телевизија или дома интернет за дома кај вас? Како изгледаше тоа движење кај вас? Како изгледаат тие бројки? Бројките кои што може да го опишат, нели, функционирањето на нашите дигитални канали е стварно позитивно и меѓутоа ние како компанија не сме изненадени од тој резултат, бидејќи овозможувањето и отварањето на нови дигитални канали е секогаш за нас голем фокус. Најдобра споредба можам да направам ако ги комбинирам продавницата преку веб страната и виртуелната продавница, која што исто така преку веб страната. Значи во споредба со резултатот од минатата година за истиот период, значи јануари-октомври, има пораст од 203%. Самата продавница има пораст од повеќе од 100%. Значи ние практично имаме пораст на самата продавница од 100% поени, меѓутоа со проширувањето на уште еден канал за продажба, односно воведување на виртуелната продавница, ние практично го дуплираме капацитетот преку онлайн продажбата. Меѓутоа ова се оние главни канали за продажба, меѓутоа останатите услуги кои што ги нудиме преку дигиталните канали исто така имаат еден страшен потенцијал и еден огромен пораст. Може да дури да направиме за некои од тие показатели и квалитативен осврт што тоа значи не само во бројки да кажуваме порасти. Еве на пример плаќањето на сметки има сериозен пораст. Значи споредба пред кризата, после кризата има 100% зголемен обем на трансакции и вредност. Со тоа што бројот на уплати на сметки преку продажните салони за директна продажба на МК, значи имаме тука 30 на салони, практично се изедначува со уплатите преку онлайн каналите. Тоа е баш на супер споредба за се добие осет. Меѓутоа не застануваме тука во споредбите и во порастот. Корисниците на електронска сметка исто така во периодот од октомври 2019 октомври 2020 има пораст од 10% поени. Значи ова е пораст кој што во споредба со оној органски раст кој што го имавме низ текот на годините е на вистина голем. Истото се однесува и кај надополнувањето на prepaid или оние SIM картички, зголемувањето на бројот на корисници на мојот А1 и трансакциите кои што се овозможуваат преку мојот А1 исто така се зголеми. Славчо е еден супер пример каде што нели беше отворен за поддршка на корисници, меѓутоа и за продажба на услуги.
И тука имаме нели бидејќи нов канал се уште не е толку развиен, меѓутоа очекувањата се дека и тука ќе имаме сериозен пораст. Сега добрата вест за нас како компанија, нели кога ги споделуваме овие сите бројки, е тоа што во голема мера овие алатки и канали за продажба кои што ги креираме и за поддршка на корисниците, нели како мојот А1, се во голема мера автоматизирани и всушност се спремни да обслужат корисници 24/7 без ангажирање на човечки ресурси. Ако те приморам да ми кажеш една единствена работа која што вие можеби искусствено, не преку бројки, сте почувствувале дека завршила најмногу работа за да се префрлат луѓето да плаќаат или да купуваат услуги онлайн. Која би била таа? Дали SMS-ите, дали Славчо, дали виртуелната продавница? Виртуелната продавница дефинитивно донесе еден голем инкремент во продажбата на онлайн купувањето, преку на е-купување, заради тоа што практично нели со оние проценти што ги напоменав го дуплира капацитетот на продажба преку веб страницата. И добриот факт во тоа е што воведувањето на тој нов дигитален канал не го канибализираше онај претходниот на е-продавницата. Значи се надополнија и донесе еден сериозен инкремент и тоа е веројатно заради тоа што е-продавницата представува некаков микс меѓу услуга каде што користникот од удобноста на својот дом преку интерактивна видеоврска со камери, со наши продажни агенти, го склучува оној дил за продажба и испораката на услугите и на производите се извршуваат на домашна адреса. Значи, тој хибриден начин на функционирање на виртуелната продавница го донесе тој инкремент кој што и нас ни отвори нова перспектива во продажбата преку интернет. Ти благодарам. Драгана спомна дека нели Групер имаше сериозен удар затоа што продаваше доста патување и аранжмани и слично. Почна да размислува и да веќе нуди други работи. Како се движеа бројките кај вас? Значи дали имавте пат вкупно, како се враќате назад или веќе сте вратени назад, значи на оној испланиран, да кажеме, тек? Па да, пошто многумина сметаат со гледна тоа дека сме онлайн компанија, дека по дефолт остваруваме раст, али како што кажа и претходно напоменав, секциите услуги кои што ни се доминантни, патувањата нели има сериозен удар. Но од друга страна покрај оние критични месеци како март и април кои што беа каде што бевме најизложени на ударот, со оглед на тоа што го развивме новиот продукт Групер онлайн шопинг мол и јас го свртевме фокусот и кон други revenue streams, веќе имаме на некој начин, интересно е што на некој начин веќе имаме други канали каде што фактички ги амортизираме ударите од она каде што ни носело најголем приход. Така што можам да кажам дека Групер онлайн шопинг мол се развиваше и подобро од проектираното, најверојатно со оглед на тоа што баш го лансиравме во време кога им требаше на бизнисите. И аквизицијата на нови соработници порасна повеќе од 35%, што е добро за прво полугодие од годината како што го искалкулиравме и веќе останува растот и до заклучно со последниот месец до сега. Така што задоволни сме од тоа како работиме до сега. Лансиравме и други кампањи со кои што успеавме да ги постигнеме дел од ланските приходи или зголемиме, како кампањата Дестинација Македонија, што беше насочена кон домашниот туризам, бидејќи тоа ни е една од традиционалните кампањи што ја правиме веќе 6 години. Па наместо во септември-октомври, кога традиционално ја реализираме, ја преместивме за јуни и истата беше супер прифатена и од самите хотели и вили со кои што сработуваме од земјава и од купувачите, а истовремено допринесе и за зголемување на продажбите. Така да со оглед на целава ситуација можам да кажам дека сме задоволни од тоа како ги менаџираме предизвиците во поглед на продажби. Колку вие како Групер сега се увате во улога на советници и инструктори за сите овие нови трговци што доаѓаат и отвараат продавници кај вас? Значи вие им ја нудите платформата, меѓутоа повторно тие треба да научат како се работи, како се продава онлайн. Тоа е само еден канал плюс, нели, кој што вие им го нудите полесно да стигнат до онлайн продавници. Точно.
Сметам дека на голем број мали и средни бизниси се најчесто тие кои што не се дел од компаниите кои што имаат онлайн продавници во склоп на Групер онлайн шопинг мол. Со самото склучување на договори, приклучување кон платформата, секоја компанија всушност добива фул пакет, не е само можност да има свој онлайн стор, туку напротив, буквално целосно ги онбордираме за да можат онлайн да продаваат. Тука подразбери техничка и корисничка поддршка, дополнително можност за искористување на маркетинг услуги во склоп на Групер, до едукација од нашиот технички тим во поглед на тоа како да изгледа продавницата, што е најдобро да понудат, како да се срочат продуктите. И покрај тоа што е многу user friendly, секоја компанија може сама да ја менаџира својата продавница, веќе на тој начин и функционира платформата. Но сепак ќе добиваат нашата целосна маркетинг и техничка поддршка, бидејќи реално самиот продукт на Групер шопинг мол е на некој начин склопен врз основа на нашето целосно 10-годишно искуство во поглед на е-трговија и онлайн маркетинг. Андреа, малку ти спомна со бројките, затоа не те чепнав уште еднаш, меѓутоа ајде, ако имаш плюс уште некоја бројка со која што сакаш да кажеш нешто што ни е важно од плюс сподели, она што би сакал следно да прашам тебе е кај ни се тесните грла? Значи, вие сте дел од систем и зависите и од ред други, нели, магазини, добавувачи, спораки, банки и така натаму. Изминативе месеци, каде вие, да речеме, свативте дека имате тесни грла во работата? Уште еднаш аудио сега. Нели кога се појави целата криза, моравме да на некој начин да ги мапираме или да ги видиме каде се проблемите со кои што би можеле да се соочиме. Ме слушате? Да. Нешто ми се појави тука. Најпрвиот проблем кој што го имавме, кој што се соочивме сериозен проблем, беше испораката на огромен обем на пратки. Значи, буквално на самиот почеток дојде до некој момент да ние треба да испорачаме 500 до 600 пратки дневно, некогаш беа и повеќе, од 20 и кусур магазини. Тоа беше некој прв проблем со кој што се соочивме со поштите, но тој проблем го решивме, ангажиравме уште една пошта која што ќе може да не ги превзема пратките и со тој начин некако нивелиравме тој проблем. Вториот проблем со кој што се соочивме беше, како што кажав на почетокот, оверлоад ни се случи на сите канали. Значи зборувам, како што правевме мојот на Facebook, на Messenger, Instagram, телефонски повици. Тоа моравме да го решиме за да ја зголемиме респонсивноста према клиентите, нели секој клиент мора да биде услужен, затоа што се соочивме со клиенти кои што немале никаква комуникација со електронски продавници, во нивните очи спортот е продавница. Таму се соочивме да речеме со некои од побитните ставки кои што ги решивме. Не радува тоа што кога веќе ќе се надоврзам со муабетот на Иво, се појави огромен раст во плаќањето на нарачки со картичка. Значи во споредба со ланската година ние имаме преку 200% раст во платени нарачки со картичка, додека се уште тоа на ниво на вкупен број на нарачки останува некаде околу 20%. Другата опција е плаќање при испорака, така? Плаќање при испорака. Ние само тие две опции ги нудиме моментално. Добро, Драган, можам да претпоставам, меѓутоа, ајде, малку бројки, малце повеќе бројки и дали можеме сега да дадеме некаква апроксимација, можеби за големината на тој ритейл пазар во Македонија, онлайн, нели, ритейл пазар за производи и продавници како вашата, и нормално тесните грла, иако дел веќе ги спомна. Да, па тесните грла, нели, оние од логистички аспект имаше највеќе тесни грла, како за нас просто кажам најголем проблем беше големината на магазинот. И тоа беше еден голем проект кој што треба 2-3 месеци за да отидеме во нов магазин, тој магазин да се подготви соодветно, бидејќи ние работиме со храна, па потребни се комори за разладување,
потребни се специјални стандарди, потребни се чисти соби и така натаму. Така што тоа беше големото тесно грло. Друго тесно грло, општо мислам за раст на трговијата во Македонија е недостатокот на инвестиции од аспект на инвеститори, банки, инвестицијски фондови, venture capitals и така натаму. Бидејќи никој бизнес кога доаѓа до некој ниво на големина не може да расте од сопствени средства и не може да расте од инвестиции од основачите или некои луѓе кои што се вклучени во бизнисот. Туку секаде на светот бизниси растат брзо само со инвестиции од финансиски институции или такви некои инструменти. Така што би рекол, мојот впечаток е дека тоа е оноа што недостасува во Македонија, инаку капацитети се градат многу брзо доколку има финансиски план за тоа и доколку има доволно ресурси за тоа да се обезбеди. Инаку околу големината на пазарот не би можел да зборам за целиот пазар, бидејќи немаме точни, јас имам некои претпоставки, но не би сакал. Мислам и ние имаме претпоставки и некои анализи, но не би сакал да шпекулирам со бројките на конкуренцијата. За нас би можел да кажам дека ние оваа година ќе завршиме со над 1 милион евра реализирана продажба. Кога зборам за реализирана продажба, се мисли на продажба исклучиво онлайн, 100% платени со картичка, 100% направени преку вебсайт, преку e-продавница, значи кај нас нема нарачки по пораки, по телефони и слично. Го чувам тоа прашање за следно, не? Да, знам. Така што тоа е наша големина, речам. Тоа веќе не става на некој ниво на среден FMCG ритейлер во држава, бидејќи се уште не можеме да се споредуваме со традиционални ланци кои што имаат поише локации, бидејќи се работи за разработени системи кои што имаат повеќе од 20 години историја, но за едно продажно место веќе стануваме сериозен ритейлер и полека гледаме да градиме таа ситуација да станеме што поатрактивни и за купувачите со нашите цени, со нашата понуда и за добавувачите со потенцијалот за продажба. Тоа сакав да прашам, каков е односот со добавувачите сега? Да речеме, како беше тогаш, како е сега, дали има благодарение нели на целиот фокус на e-трговијата промена во односот и од страна на самите добавувачи кон вас како e-трговци? Па јас добавувачите ги делам на две категории во Македонија, луѓе што разбираат што е онлайн и луѓе што не разбираат што е онлайн. И главно тоа е критично во секои преговори, затоа што има добавувачи кои што едноставно не знаат што е онлайн продавници. Нас не треба 2 дена да им објасниме дека не продаваме преку Facebook и дека не ни пишуваат луѓе на Messenger. Мислам ни требаше порано, сега веројатно има дознаено. И со нив е многу тешко затоа што едноставно се научени на тој традиционален начин на работа, бараат производени срафтови, бараат позиции, бараат некои такви моменти што веќе не постојат во развиени пазари. И добавувачи кои што, од друга страна, добавувачи кои што знаат што онлайн, кои што виделе што се случува во Германија, Чешка, па и Бугарија. И со нив соработката уште од првиот момент беше многу добра. Не третира соодветно, добивавме фер услови, добивавме соодветен третман од една страна. Но мислам во последно време секако дека е подобрена. Самите бројки си го прават тоа. Веќе не перцепираат како сериозен играч, добиваме сериозни понуди. Мислам веќе преговорите се влезени во многу по напредна фаза него тоа што беше претходно. Супер.
Извини, ќе те прекинам. Имаш нешто да кажеш или сакам да се префрлам во неколку прашања? Супер. Имаме неколку прашања во четот покрај видеото, значи овде во стејдж, слободно пишувајте уште нешто ако има, значи на медин прашањето е одговорено, коинцидентно од прилика во истото време кога го пишувал, а Нета има прашање за Драгана колку клиентите на Групер дознаваат дека е отворена нова продавница, не, како клиентите на Групер дознаваат дека е отворена нова продавница, дали рекламата на продавницата ја прави самиот клиент или и Групер. Веројатно се мисли за шопинг молот. Глас, немаш глас. Сега имам. Да. Рекламата за продавницата се прави обострано. На компаниите им имаме неколку различни пакети при правење на договорите и отворање на онлайн продавницата. Секоја компанија има може да се избере пакет зависно од буџетот и можностите. Така што, како што и претходно напоменав, нудиме буквално фул услуги во кои што во дел од пакетите се вклучени и целосни маркетинг услуги од наша страна. Бидејќи станува збор за онлайн продавница, голем број од бизнисите со кои што веќе работиме и сами си прават промоција на своите онлайн продавници со цел да ги информираат и своите купувачи дека отвориле ново продажно место во склоп на шопинг молот на Групер. Така што и двете, и промоција од Групер и промоција од самиот бизнис, и двете се прават и треба да биде така. Так. Има прашање за Иво од Филип, ама многу е долго, нема да го читам, ќе видам вака. Кои се другите канали, фактори кои играат улога на овој раст? Значи, претходно што основно плаќањето сметки онлайн. Мислам дека Иво малце ја допре оваа тема. Да. Ако сакаш можеш на кратко само да повториш, што имам уште две прашања пред да затвориме 10 минути. Филип, фала за прашањето. Значи, како што вдека набројуваш, целиот пораст не е само причинат од еден фактор, околности и можности кои што ги нуди самата компанија. Значи, кај нас во нашиот случај на конкретното прашање да одговорам, нели како што претходно спомнав, имавме нов начин на кој што ги испраќаме фактурите преку SMS порака во PDF формат. Тоа навистина преку call to action button директно од SMS пораката те носи на опција за плаќање и на payment gateway. После тоа направивме сериозни напори во зголемувањето на бројот на корисници кои што имаат сметка која што пропорционално го зголемува и плаќањето преку онлайн каналите. Значи, тука направивме end-to-end процес или целосно функционално решение преку веб страната, каде што корисник може сам да направи плаќање преку сметката и сериозни подобрувања на мојот А1, каде што со еден клик навистина можете да направите плаќање на вашите сметки и да биде се тоа толку интуитивно и лесно. Меѓутоа, дефинитивно оваа цела пандемија и ситуација за жал го зголеми интернет онлайн презенс или зголеменото присуство на интернет, кое што факт е дека ги зголемува дигиталните вештини на населението и тоа од друга страна си носи дополнителни придобивки и ги тера корисниците да користат дигитални канали кои што во одредени ситуации навистина беа единствените кои што беа на располагање. Значи, јас имам едно така поддетално прашање тука спремно кое што треба да го поминеме, меѓутоа на добар дел од овие подпрашања одговори Нина во своето излагање преку 2-3 слайда. Јас ќе забавно ќе ги прочитам и ќе ви кажам кој дел ќе го отвориме на кратката дискусија. Значи, колкав процент од вашите потенцијални или активни купувачи очекуваат директна конверзација во чет, директна порака или слично пред да купат? Колку од нив се изненадени дека всушност имате продавница со вебсайт, а не продавате директно во инбокс, и за колкумина имате впечаток дека дефолт, односно по правило основната опција за купување е инбокс и плаќање на подигнување. Дел од овие прашања ги одговори Нина, баш со процентите и со купување. Јас претпоставувам дека Драган напомена, ајде сигурно не прифаќа во инбокс нарачки, тоа знам. Спортем и Групер, дали може би прифаќате нарачки во чет и ајде споделете ми го искуството за како изгледа тој момент дека луѓето очекуваат да се случува во една директна конверзација еден на еден.
Андреа, Драгана. Глас. Андреа. Кај нас ние комуницираме со купувачите скоро на сите канали, на Facebook, Instagram, преку мејлови, имаме посебен тикетинг систем, така што со оглед на тоа што дека постоиме 10 години веќе на пазаров, за сега немаме таков проблем каде што купувачите бараат да купуваат преку месенџери, во инбокс и слично. Но секако сакаат да се информираат често за некои дополнителни информации во врска со конкретна понуда. Генерално кај нас повеќе од 95% од плаќањата се преку платежни картички. Имаме и опција за плаќање со торбичка, односно префрлање на пари на профилот на самиот купувач доколку не сака да плаќа со платежна картичка. Но сметаме дека со оглед на тоа што сме долго време на пазарот и реално учествувавме во едукација на купувачите да купуваат онлайн, така што веќе сме на добар пат скоро сите наши купувачи да купуваат со платежни картички, така да немаме многу ваков тип на прашање, како што рече, дали може да се плати преку Facebook или слично. Извини, Андреа, колку често вие имате ситуација да кажете овој ништо не праша, купи директно на интернет или оваа? За наше задоволство, се поголем број, значи има купувачи кои што не им треба дополнителна информација, значи си ги знаат големините, си ги знаат броевите, лојални се на брендовите кои што се ги носат, на некој начин ја поедноставуваат процедурата, но се уште за жал постои голем број на купувачи кои што сакаат најпрви нели да имаме директната конверзација на Facebook. Ние на тој целиот процес гледаме како на образовен процес. Се обидуваме се повеќе да ги едуцираме, да можат да се сами да си ја проверат својата големина, значи да ги оттргнеме од тие директни нарачки. Ние моментално ги правиме за нив, нели од кои ќе ги остават сите податоци, мораме да им скочиме во престрел бидејќи нели секој купувач е битен и важен, но се повеќе гледаме дека се намалува тој број, што особено нарадува и мислам дека за некоја година би требало целата популација да се обучи за онлайн купување и да ги избегнеме сите тие директни. Во контекст на оваа тема имаме прашање од Васил. Како да се справиме со нарачките кои се добиваат во инбокс, а потоа поради предомислување на потрошувачите не ги подигнуваат? Дали преку кол центар би можело да се реши тоа? Тоа се решава преку кол центар, но целиот процес е залуден доколку ја направи нарачката директно, ние ќе испратиме, во меѓувреме кога се премисли, ние пратката веќе имаме испратено и потоа само како откажана пратка се враќа кај нас. Значи на некој начин се дуплира процесот и тоа се... Каков е процентот на вратени пратки кај вас сега? Дали има разлика од пред 2 години, од 5 години, дена од можеби со кризава нови купувачи, пораст пак регулирање некое? Горе доле процентот на вратени пратки се одржува на некое ниво. Значи не се зголемува, не е ни драстично намален, но нели секако со самиот обем на зголемени нарачки станува брза поголем број. Но процентуално... Што значи тоа ниво у проценти од вкупните нарачки? 5, 10, 20? Под 5%, околу меѓу 3 и 4. Супер. Имам уште едно прашање од Зоран, па не е фер да го изигнорираме. Какво е искуството при соработката со банките во поглед на развивање, интегрирање, промовирање на нови сервиси и услуги повезани со плаќањето? Колку вие размислувате сега веќе на банките и на процесинг системите како некаква пречка или можност повеќе? Драган, Иво, се. Ја не би имал некој коментар околу ова, мислам. Абсолвираме. Треба многу да се работи тоа. Да, тоа сме го збореле многу пати. Мислам дека не би требало ние како трговци да трошиме ресурси за подобрување на тие системи, туку треба банките, бидејќи банките меѓутоа некој поголеми тој дел како тесно грл. Така да мене тоа ме радува. Значи не, како не, мислам тоа е големо ограничување, но мислам дека банките треба да инвестираат во капацитети да развиваат малце, да гледаат што прави Stripe, да гледаат што прави Authorize.net и да учат, бидејќи
на крај на денот тоа е нивни бизнис. Ако не се банките, ќе тоа е некој финтек, кај да е, па ќе го размрда пазарот. Инаку ние како трговци треба да добиваме готови решенија или да земеме па да си развиеме своји да направиме нека финтек компанија која ќе работи за ама ја мислам дека ќе се случува и тоа. Ја очекувам дека за следните 3-4 години ќе се сдружат 5-6 трговци од Македонија и ќе се направат финтек компанија која ќе направи нормално, не би рекол која што ќе направи нормално решение. Значи нема направи страйк. Добро, еден удар, одлично, ќе гледа. Не, мислам не е удар, ние имаме одлична соработка со банки, ама јас кога кажам ова не целам кон една банка или кон еден платежен систем, туку зборам за целата слика која што е таква каква што е. Инаку би сакал да му одговорам и на Васил на прашањето, како да се справите со тие нарачки, и ја би му одговорил многу лесно, не прифаќате такви нарачки. Значи има еден проблем во трговија кај нас, што предприемачите не размислуваат за раст, не размислуваат за потенцијал за ескалација. Туку го гледаат својот бизнис да имам 10 нарачки на ден. Значи мора да го гледате бизнис да имам 1000 нарачки на ден, да имам 2000 нарачки на ден. Ако така функционира, значи дека сте ефикасни. Инаку не сте ефикасни. Ако вие трошите 30 минути работно време по купувач за да се објасните, за да добиете информации, за да реализирате таа нарачка, само ставете го тоа на хартија, видите колку тоа чини и ќе видите дека всушност вие не сте ефикасни, туку дека работите со загуба. Така што би им порачал на сите трговци да размислуваат во големи бројки, бидејќи само така може да ги рационализираат процесите, да направат ефикасен систем и да направат потенцијал за раст на нивниот бизнес. Да. Јас сакав на кратко само на прашањето да одговорам дека дефинитивно има простор за соработка, да се прошири и подобри соработката и со банките и со процесорите на плаќање. Значи моето мислење е дека во суштина оној дел кој што го даваат како комплетна услуга треба да биде поедноставен и комплетиран на некој начин од нивна страна, на нивните сервиси, на нивните во рамки на нивната услуга. Значи да го олеснат интегрирањето на страна на компаниите, бидејќи да, они нудат одредени опции кои што се еве, например, резервација, сейф картон файл и така натаму, меѓутоа бараат сериозна интеграција на страна на компаниите каде што треба се вложат сериозни ресурси интерни и со вендори за да може да се овозможи таа опција. Значи комплетно решение мислам дека е нешто што дефинитивно ни треба, кој што ќе биде брзо, едноставно и лесно за интегрирање од страна на компаниите кои што би ги користеле. Само да знаете дека нели тука завршува наш панел, меѓутоа не завршува дискусијата. Јас верувам дека допрва се отвараат многу прашања и многу дискусии. Во рамки на платформата на која што ја следиме оваа конференција можете и јавно, меѓутоа и директно еден на луѓе да им поставувате, на нашите панелисти да им поставувате прашања. Па јас ве охрабрувам да го направите тоа и ќе ги наместам моите панелисти денеска дека ќе одговорат во текот на денот барем на дел од вашите прашања кои што ќе им ги поставите директно. Би сакал да ви се заблагодарам, јас навистина уживав, се надам дека и публиката уживаше во ова што го дискутиравме. Нормално дека остана еден куп теми недозборувани, меѓутоа има уште цел ден и утре пред нас за да дискутираме и да следиме дискусии на тема трговија и нормално многу други опции и шанси низ годината. Ви благодарам. Фала ти, Дарко, секогаш е задоволство да се разговара со тебе. Фала. Фала. Чао. А сега треба да преземе Гораст? Да, Гораст ќе дојде, ама пред да преземе Гораст мора ова да го направи. Значи не е некако Гораст, имам прашање, дали може и тебе прашање ти поставам? Го спремив за почеток, ама не ме намести да ти поставам прашање. Не да ми поставиш прашање? Да, дали со твојот нов омилен гаджет онлайн беше на онлайн шопинг? Пошто видов дека на куп други места го однесе, дали беше на онлайн шопинг? Кажам, бро, на него цело време онлайн шопингувам, пошто едноставно друг тип на игри престана да купувам ние што се хард копи и се више онлайн.
тука имаме друг проблем кога е во прашање тој бренд е тоа што Македонија не е се уште сертифицирана да може онака најрегуларно правно да си купува со своја сопствена картичка, нели? Па мора да се прават еден куп други такви заврзлами, нели, претумбаци, рокади за да се дојде до пари во новчаникот, нели, нормално, но се надеваме дека тоа ќе се реши, и сега со последното излегување на PlayStation, но мислам дека тоа мора да се реши на некој по-различен начин, по-високи инстанции, веројатно тоа мора да дадат тамини да пуштат рака. Нисам знае зашто зборуваме, предпоставам дека и ти го имаш истиот проблем. Не е само таму, има многу други места кај што не сме. Ова е една ситна работа, мислам ситна кај нас, но во принцип е многу важна. Тоа се оние ситни работи кои што навидом изгледаат безвезно за други луѓе, но за нас во одреден момент се круцијални. Јас цел живот го кажувам тоа дека кога треба некој адаптерче да се порача од интернет, кое што чини $1, тоа е смешна сума, но фактот дека треба 40 дена да се чека го прави тоа поскапо отколку било кој друг уред да го земам. Така да тие работи додека не се доведат на ниво да функционираат како што е замислено да функционираат и функционираат на различни места, малку ќе треба да маневрираме низ тоа поле. Ќе не направи повешти, не се. Ти благодарам тебе за панелот, прилично интересни искуства имаат сите овие панелисти од различни компании со различни проблеми. Човек дури не може да си претпостави кој ќе биде најголемиот проблем за една компанија од типот на A1. Секогаш обично сите си мислиме дека тука доаѓа нели инфраструктура, интернет, не, тоа се некои толку ситни работи кои што одеднаш ќе навалат и ќе не како се ката обземат. Така да ти благодарам уште